Моментално се наоѓаме во Димит Анđeo Габро, централно училиште, едно од најстарите училишта во општина Кавадарци. Целата на ова поста е да се запознае министерот со општина Кавадарци со сите случувања и од безбедносен аспект, меѓутоа и во аспект на она што значи реконструкција на училишта. Морам да потенцирам да кажам дека во соработка и со министерот и со министерството во последниве 3 години, а поготово сега и 23 година, сите училишта на територија на општина Кавадарци се комплетно изреновирани според нивните потреби во делот на електрична инсталација, во делот на крововите, во делот на енергетска ефикасност, ладење и грејење. Исто така дворовите се средени во самите училишта и основното училиште Страшо Пинџор доби спортска сала во Кавадарци, така да сега веќе немаме училиште кое што не поседува спортска сала од централните училишта во општина Кавадарци. Како новитет, денеска му спомнавме на министрот, му кажувме дека општина Кавадарци од сите оние претходни инвестиции кои ќе ги направи министерството и општината заедно со министерството, и од нивните заштеди успеавме да воведеме оброк за секое дете од прво до пето одделение, бесплатен оброк. Така да мислам дека движиме во прав правец и се во интерес на нашите ученици. Можем да ги охрабрам сите родители, еве и министрот е тука, дека општина Кавадарци како територија има безбедни училишта, сите се оградени, има соодветен систем за безбедност на самите ученици, на наставниот кадар, така да контролиран влез и излез и нормално нашиот наставен и технички кадар заедно со директорите на училиштата да ги поздравам за нивниот напор и работа со учениците, за тоа што до сега во општина Кавадарци не сме имале никаков испад од делот на самите ученици. Мислам дека ќе продолжиме во тој правец. Денеска исто така разговараме со министрот за уште една сериозна инвестиција заедно со Министерството за образование и наука и општина Кавадарци, а тоа е мислам дека една од поголемите инвестиции што ја направиме, комплетна реконструкција на кровната реконструкција на ПП-то училиштето. Тоа е поново училиште, меѓутоа е направено со една полесна кровна конструкција и со доста голема кровна конструкција, инвестиција од 12 милиона денари, кој што ова лето мораме да се заземиме да го реконструираме и тој кров. Општина Кавадарци во моментот има тендерирано 3 спортски сали. Двете спортски сали се од буџетот на општина Кавадарци. Едната ќе биде во село Марена, едната ќе биде во село Сопот и во село Возраци како подрачна единица, а во село Возраци парите од претходни години кои што ги имаме заштедено по основ на заштеди од Министерството за образование кои што ги дава како блок дотации на општина Кавадарци, токму од тие средства ќе биде распишана и таа сала, така да со домаќинско работење, јавака со тимско работење, мислам дека успехот е неминовен, а благодетот го имаат само нашите најмили, нашите ученици, образованието, а другото останува на нашиот соодветен образовен кадар да ги едуцираат и насочат учениците во прав правец. Навистина задоволство денеска да бидам во општина Кавадарци заедно со граначалникот Јанчев, исто така и со пратеничката Даниела Колева, да го гледаме како што треба да соработуваат институциите од централна и од локална власт, но исто така да имаме прилика да видиме што може, како може понатака да се соработуваат институциите што се многу важни во образовниот процес. Задоволство на вистина и со состанокот со директорот имавме прилика да се видиме и со учениците. Се гледа дека и во последните случувања кои не се случуваат во нашата земја, се блиску во нашиот регион, но значи дека се вклучија сите институции да помагат, но добар пример беше и во денешната дискусија каде и од безбедносен аспект, начинот на влез и начинот на сигурност се запазени сите можности за да немат никакви такви случувања. Значи соработка помеѓу локалната самоуправа, институциите од централна власт, но исто така и соработка помеѓу наставниот кадар. Јас го поздравувам и тоа што ние во наредниот период со оптимизацијата на мрежата на основните училишта, со новата формула за финансирање на основното образование, ќе предвидиме во сите основно образование, во целото основно образование оброкот. Тоа го поздравувам во општина Кавадарци, што дел од ефикасните проекти кои дале резултат во делот на менаџирање на буџетот се користени и се вратени истите средства за да се вклучат во образовниот процес. Исто така,
исто така и во наредниот период секој проект кој ќе биде доставен, без разлика што голем дел од училиштата се завршени, секој проект кој ќе биде доставен во дел на барањето од општина Кавадарци ќе се разгледува во Министерството за образование и наука, но ќе продолжиме и со проектите што ние ги водиме за основното образование. Претходната година завршивме опременување на сите лаборатории по училиштата, во основни училишта, по предметите од природна наука. Исто така оваа година ќе продолжиме со истиот проект опременување на лабораториите по предметот општествени науки, па и другите години ќе продолжиме со тие за да може децата полесно да го завршат и теоретскиот, но исто така и практичниот дел. Уште еднаш благодарен и секогаш ги поздравувам секоја позитивна енергија што вклучува централна, локална власт, вклучува и дел од пратениците кои се во собрание, секогаш што имаат волја да придонесат во развојот на образованието во секој град и во секој место. Многу ми е драго како лице кое што доаѓа од образование, што заеднички се уверивме што значи да се инвестира во образованието. И морам да нагласам дека како и ова училиште, како едно од најстарите училишта во Кавадарци, комплетно го има сменето ликот и тоа само за неколку години. Не само инфраструктурно, значи и однадвор и одвнатре, дигитализација, опремување на училиштето. Овој процес се одвива и не само во ова училиште, туку и во останатите училишта во Кавадарци. И се она што се инвестира заеднички со локалната самоуправа е од големо значење за целосниот воспитно-образовен процес. Ново од кабелскиот оператор Инел. Најдобриот интернет, што туку стана уште побрз. Зголемување на интернет брзините до 40% без доплата.